Да, ве сме повторно назад во студиото после краткиот блок на реклами, почитувани гледачи. Продолжуваме со нашите две гостинки, Надица и Бојана. Некако прашањата сега за време на рекламите беа повеќе околу работата на Надица и акупунктура. Меѓутоа јас би сакала да спомнам, некако не е само акупунктурата, има многу други науки кои што се слични, за кои што навистина имаш многу што да кажеш. Меѓутоа би сакала се задржам еден проблем кој што верувам дека секој втор веќе го имаат од нас, остеопороза. Ајде да зборуваме малку повеќе за тоа и како она кој што ти го работиш, она кој што ти го правиш може да помогне за лица кои што имаат остеопороза. Остеопорозата е многу честа појава, поготово кај возраст кој што, нели, жени кои што влегуваат во менопауза, тогаш најчесто се случува таа состојба која се намалува густината на куските и тога од мал пат може да се случи скршеница. Да. Во тој случај, да, делува многу добро акупунктурата. Се намалува воспалението, се намалува болката исто така. Меѓутоа еден куп се такви, нели, состојби кои што може да помогнат секојдневни, кои што може да помогне акупунктурата. Исто и спондилозата, честа појава, како секој втор човек според мене ја има, затоа што се случува најчесто или од, нели, пак со текот на времето се стареат и коските и зглобовите, но и се случува со преоптварување. Односно, со една иста положба, која што најчесто луѓе што седат пред компјутер, таа една иста положба е 8 до некогаш 10-12 часа во текот на денот. Така што може да помогне многу, се подобрува циркулацијата, се намалува болката, се намалува воспалението, тоа е дегенеративна промена што се случува на пршинот, што ја создава болката, ја спречува циркулацијата која што доаѓа до мозокот. Затоа ни фали фокус или концентрација или помнење исто така. Затоа е добро да се практикува. Многу често исто и дискус хернијата знае да биде дел од секојдневните проблеми кои што се случуваат на сите луѓе, нели? Може да помогне акупунктурата со тоа што исто го намалува воспалението. Тој меѓупршаски простор што се случува дискус хернијата може да притисне нерв, од тој нерв да се продолжи болката надоле кон ногата и да настане сериозна болка за да ограничи движење на пациент или да не може дури ни од кревет да стане. Така се намалува воспалението со акупунктурата, се прави целосна регенерација можеби не целосна, но делумна регенерација на нервот, на ткивата што се истравматизирани околу дискус хернијата. Така што има многу што се случуваат повреди и дефинитивно голем дел зазема акупунктурата за намалување на болките. Да, браво. Дали реков дека остеопороза, ме сите мислевме спондилоза, ама супер што ги ама се чести состојби секако. И остеопороза има луѓе. Супер што спомена. Меѓутоа, да, спондилоза е нешто кое што навистина јас веќе не познавам некој кој што не е искривен, нема болки во вратот, нема болки во грбот, мислам добро, тоа е можеби цената која што ја плаќаме на модерното време, за жал. Добро, јас се слушнав Бојана дека праша за дали сакаш да отидеш, не разбрав дека не си била така, па нешто да се спремаш и ти полека да. Па најчесто луѓето сметаат, нели, за балет, прав грб, држење, се тоа си стои, ама имаме ние најмногу болки во грбот, кои што се превиткуваме нонстоп, така што. Кажи ми, тебе те најавивме исто и како танчерка. Спомнавме за спотот, меѓутоа би сакала и од оваа перспектива малку да те запознаат повеќе луѓето од каде, дали е тоа нешто од родителите, некој бил танчер, нешто наследно или пак можеби ти си сакаше и малку повеќе да ни кажеш за тоа каде си играла, болки еве кажа дека имаш, сигурно и во стапалата имате. Точно. Малку повеќе која е Бојана. Да, која е Бојана, да. Па јас започнувам всушност со хип-хоп танцот на 3 годишна возраст. Најпрво во студиото Mac Models, а потоа кога се отвара Брейкалек, тоа е сигурно сега веќе познато да уште обстојува, да. И Mac Models го знам јас. Супер. Друга генерација. Да, 15 години играм во Брейкалек и со нив одам на секакви надпревари европски, светски. Наведов таму во биографијата дека сум државен првак, повеќе кратен, балкански и слично. И потоа кога запишав средно училиште во Илија Николовски вој, нели си се посветив на балетот,
А балетот го започнав на 10 годишна возраст, ми се чини. Браво. Значи имам и нижо и средно балетско училиште. Ми правеа проблем професорите дека многу отсуствувам Дека си заради хип-хоперка, хип-хопот. Да, различни мускули се формираат на телото, нели, за балет треба повитка, издолжена мускулатура и слично. И се посветив професионално на балетот и сега сум студент на факултетот за музичка уметност и сум хонорарно ангажирана балерина во Македонската опера и балет. Ги правиш ли тие шпаги, тие... Тоа е најчесто прашање. Најфасцинантно ми е тоа кога видам. Па треба да знаеш, штом се балерина, сигурно вие треба да бидете еластични. Да, точно, да. Има многу работи покрај еластичноста, нели, што треба да се поседуваат. Дисциплина. Да, точно. И техника, и сценичност, и танцевалност, е тоа. Танцевалност. Не сум го чула во збор. Да, да те поднаучи нешто, знам дека добро имаш желба за играње, па зашто да не ја викнеме да не биде. себично да се пофалам, ама со тој збор најмногу ме опишува дека сум многу сценична и танцевална. Ета баш. Каква си сценична? Сценична и танцевална. И танцевална. Да. Види. Така игрива. Игрива, да, баш би било најсоодветно, да. Да. Добро, и како започна да се занимаваш со пеење? Од каде љубовта кон тоа? Па Григор Купров се познава со татко ми долги години од други сфери, да кажам. И татко ми низ мојот му спомнал дека имам, нели, и љубов и талент за пеење. Па тој ме слушна во неговото студио и почека да ми осозрее гласот за да ми сними некоја песна. Потоа ми сними 2 песни со кои што настапував на Охрид Фест 2 години поред. И како што кажав предходно, потоа започна соработката со Дупер. И еве до ден денес, својата прва песна Никогаш доволно ја изведов на Макфест, па потоа изведов песната Боја, која што најмногу ме карактеризира исто така. И сега 4, па се надам и понатаму ќе има други песни. Да, супер. Ке си правиш собствени кореографии на спотови Си утре, правам кога ќе почнеш да имаш. Како што и спотот со Дупер, односно се не ги разликувам дечките, нема да ме замериш, како Тино Јатанас, не знам уште кој. Илчо е пејачот, Борис е гитаристот. Значи ти играш со Борис? Ја играм Силчо. Добро, како и да немаше да погодам, ама како успеа да го натераш да игра, ќе видиме после на крајот на спотот дека се гледа дека тоа не му е баш. Па кога имаш танцевален човек. Ама и Илчо е танцевален. Се шегувам. Види, ние сме танцевални, само што нема смисла не може сега да. Не може, ја ќе се раскршам, сега имам спондилоз. Баш ка музика треба. Прво кај надена по еден третман. Од ја глава, мислам дека како направам ќе ми летне глава. Не, можеме да си разговараме и луѓето да си замислат како ние танцуваме преку нашиот разговор. Ајде, Цеце, да поиграме, па ти само се разговараме. Дај да направиме нешто различно. После по една шпага тука сите да направиме. Обавезно. И директно одиме кај Надица. За тоа што ме праша за Илчо. Да, Борис Илчо за многу работи. Танцевален Илчо. Да, за многу работи они мене ме вадат од комфорт зоната. Браво. Овој пат беше обратно, само што сепак нивна беше идејата да се танцува спотот. Јас се изненадив кога ми кажа сакаш да играме, викам ајде ќе играме. И озбилно се свативме работата, 2 недели имавме проби во студиото Dancers United, каде што јас моментално работам, држам часови на деца, да. Ни ги отстапија просториите, еве да се заблагодарам на тоа. Кај Сара и Нермин. Кај Сара и Нермин, да, точно. Се подготвивме за спотот и мислам дека Јучо супер работа заврши. Одлично. Да, навистина, ете како што кажав, излезе од комфорт зоната и друго е кога ќе се прикажеш и во други светла јавноста да те видиш, што се можеш да направиш. Како ти си млада, мислам дека допрва треба да се докажуваш и допрва ќе гледаме што се можеш да направиш и колку си танцевална, распеана и позитивно. Благодарам. Обожавам вака млади луѓе кои ќе ми дојдат со многу таленти. Сакав да те прашам, извини, не те разбрав, дали си европски првак или светски првак кажавте? Европски сум вице првак, така се кажува? Вице шампион, да. А светски со групата сме биле 5-то место во свет. Не сме имале, нели, прво место пласман. Супер. А што е следно? Имате некој надпреварување ве 2026 или пак можеби до крајот на годината нешто? Па јас веќе не вежбам хип-хоп. Не тренирам хип-хоп. Да, сега само работам. Сега држам часови по хип-хоп на мали и на повозрастни. Ама не ги замара многу мускулите зашто е балерина и тоа може поинако да изгледа со хип-хоп. Сега само држам часови по хип-хоп и по балет. А со балетот до кај си што правиш? Со балетот сум студент на балетска педагогија и плюс како што кажав сум балерина во Македонската опера и балет. И имате ли некоја представа се вака? Има да утре, јас за жал не танцувам во таа представа, ама моите колеги танцуваат така што може да јавноста да ја проследи представата секаква која е заинтересирана. А ти која ќе играш во балетска? Ќе ви известам. Дај да дојдеш тебе да те гледаме сега, што? Готово.
Ќе ви Има известам. промоција на песната, не може да се подели Да, не девојчето можам на сега да Спостар. Многу е стигнам. млада, чека да не извадиме од памет. Ама тоа е супер, Кога подобро да градиш има кариера. вака многу обврски, Точно. наместо да нема ништо. Мислам дека ужива во тоа што се случува. Да, се гледа. Да. Кога е недела, кога ми е слободен ден, не знам што да правам, па еве Играм. мајка ми позади ќе каже. Само дома ги замарам. Тоа сакам да прашам, од каде идејата за танцот, дали е наследна или не, на почетокот те прашав. Дедо ми бил играорец, покрај тоа што бил и воено лице, прв началник на генералштабот на РМ. Ова морам да си го браво, споменам, браво. но ми е така на срце. Секако. Ама другите немаат некои посебни вака. Може уште не знам. Да, може. Неоткриени таленти. Треба еден спот цело семејство да игра. Може нешто да скомбинирате. Елена, сакаш да одиме со фотографиите да ги Може, погледнеме, потоа да, ќе се фотографии навратиме од на кого? Ајде, муабетот. кога сме веќе кај Ајде, кога сме кај Бојана, да. Ајде. Режија, фотографиите од Бојана ќе ве замолам да видиме што ни пратила, па преку овие фотографии да запознаеме малку повеќе. Повели Бојанче. Тука не знам точно на која возраст сум, меѓутоа мислам дека прв пат држам играчка микрофон. Да. Да, сега е и вистински. Значи сум изманифестирала добро. Добро. Ова е прва фотографија кога го купував моето прво трико за на балетски испит. Мајка ми во позадина ме слика во една балетска продавница која што веќе не постои. И веројатно се спремам тука за испитот, возбудена сум да бидам балерина. Не знам што ме чека. Браво, се што се сакала, значи се си постигнала. Да. Еве тука веќе имам постигнато мојата омилена досега улога во представата Орево Кршачка во македонската опера и балет, улогата на Мала Маша. Да, солистичка Баш соодветна улога за тебе. Да, игрива. Да. Следна. Режија. Тука сум со моите најблиски пријатели и колеги, и од факултетот, и од секаде. Многу си се дружиме и најголема поддршка можам да кажам и за песните, но и за се што правам со балетот. Добро, понатаму. Ова е мојата омилена слика Профилна од на сите балетот. социјални мрежи. Профилна, точно, да. Ова е полушпага. Да, ова се вика арабеск во балетот. Поради оваа слика, портокаловата боја ја имам веќе и на косата, а и некако ми стана препознатлива боја. Како Джингер. брендовите што имаат боја, така и портокаловата мене ми стана препознатлива. убаво Ама е. баш ти стои, личи, да. баш ти стои. Да. Фала. Сакам да мислат дека ми е природна, ама не ми е. Јас тоа те погледав, ама сега секако не би знаела, ама добро ти стои. Фала Леле, многу. Ивце Пивца. Да, Ивце Пивце, емисијата Дете талент. Да. Ова е во мојата поранешна розева соба и ми доделува Не е награда, портокалова? нели? Да, да. Не, да. Тогаш уште не сум била откриена. Дека сум И за портокалова. поздрав и до Ивце, сигурно гледа, тој ни е редовен гледач. Да. Тука сум на светско првенство, ми се чини. Не знам точно во која земја, во Словенија, мислам. Добри фризери Јас сум имате таа сите. најнапред со бројчето. Аха, ти Лидерот си- на екипата. Ето така. Да. Носичкиот танчер. Ова е скорешна слика од неодамна, кога настапував на концертот Pop 2K од организацијата Y2K. Да, во придружба, мислам, посебно настапувавме, но на истиот концерт настапува и Young Daddy и Дупер и Зибомб, и тука ги изведувам моите песни Боја и никогаш доволна. Баш убаво. Денес споменавме дали имаш настапи. Да, ќе кажам. Тука е моето прво телевизиско представување на емисијата Сител Бамбини во Бога на маче некое, како што може да се види. Баш автентично. Значи од мала си пред камерите. Да, затоа сум волку опуштена. Така. Кај нас ако не се опуштена. Така треба да биде. Ова е слика од мојот спот за песната Боја. Така Да, како затоа и толку се боја. Да, Баш убаво. шарено. Добро. Еве ги, Ете ги Дупер. екипата што победува. Борис Илчо, кој да е кој? Борис Не, се е шегувам, сум- сега веќе знам. Дај за Ја не знам. јавноста ако не знае. Тој што Борис е- танцуваше Илчо, тој е најдесно. Да, тој е Јас по пејачот. спотот така знам. Да, Ја не тој ги е запамтив пејачот, а кој е Борис кој. е тој со научарите, тој е Аха, гитаристот. сега знам. Они сега ќе имаат сабота и недела ќе имаат два концерти, Точно. целосно распродадени. И бидејќи мислам дека веќе очигледно јас ќе настапувам со нив на концертот. Не знам ова дали смеев да Верували го или не, и јас ќе бидам таму. Да, се гледаме.
Баш верували. Ова е една фамилиарна фотографија со моите родители, мојот постар брат и мојот дедо. Да. Све уметници на фамилиарсовски. Да. Добро. Тука сум на Макфест. Ова е на Макфест, да ми текна по Ова е здолништето. фамозниот аутфит и веќе кога претходно го спомнавме Сергеј Варушлија, баш сакам да ми го искоментира овој аутфит да видам дали е добар. На мојата лева страна фактички е Борис, на другата страна е Бокса кој што исто така ја правеше песната Никогаш доволно. Супер, да, мислам дека ова е последна фотографија. Ти благодарам многу. Пред да ги споделиме фотографиите на Надица, би сакала да се спомнува остеопатија. Ние не се сеќам да сме збореле нешто за ова, веќе кога зборуваме кај акупунктура, ајде да ни кажеш малку што е остеопатија. Остеопатијата исто така е промена на структурата на коската, која што често знае да се карактеризира со болки, со ограничено движење, со вкочанетост. Тука многу е битно кај луѓето што имаат остеопатија да бидат многу физички активни, да пешачат, да нели колку дозволува ограничувањето, меѓутоа да имаат физичка активност, да прават основни вежби за подобрување на мускулатурата. Мора да го прават тој процес многу подолго, затоа што таа знае да остави многу големи последици. Да, сакам да те прашам, кој е најголемиот предизвик во твојата работа, затоа што си нели очигледно млада, знаеш, некако мислам дека луѓето понекогаш имаат резерва кога ќе некој млад вака ќе зборува за некој еве за акупунктура, за нешто кое што студирал, учел, се трудел, си отворил нешто свое да работи и уште се малце можеби така поскептични. Дали затоа те прашам кој е предизвикот, дали можеби уште да им се доближи акупунктурата на луѓето или да се презентираш и да се прикажеш како професионалец пред еве луѓето во Македонија? Искрено тешко беше многу на почетокот, кога почнав да работам со акупунктурата, не ми веруваа. Дали дека сепак се работи со игли, нели пак можам да кажам дека е како ризична за нив во нивни очи, но пак ќе повторам дека не е болна процедура, нема што да се повреди, нема нуспојави, нема контраефекти, има супер добар резултат. Така што еве ќе ги охрабрам за да пробаат, да осетат каков бенефит може да донесе акупунктурата. Се борев со тоа на почетокот, но мислам дека сега сум на добар пат затоа што имам доста своји пациенти, долги години, клиенти, работев во 2 фитнес центри кои што имам и доста клиенти со спортски повреди, така исто и тоа ми е дел од специјалноста. Морам да напоменам, работам и како физиотерапевт во клуб Ракометан, нова основа. Годинава почна, го основаа клубот. Тоа е женски ракометен клуб млади девојчиња со 16 до 21 година. Многу се перспективни, млади, амбициозни. Можам да кажам 70% од нив се во репрезентација, така што нив им помагам. За нив сум физиотерапевт. Одам со нив на тренинзи, на такмици. За разлика од пациентите што ми се во ординација, со нив мораш во моментот да делуваш, затоа што се случуваат повреди за време на тренинг, за време на утакмица, каде што првата помош е најбитна. Така што интересно е, сакам да бидам во спортот, хендлам и тоа заедно. Да, тоа ме инспирира. Сакам да те прашам затоа што спомна дека работиш како физиотерапевт во ракометен клуб. Каде сме ние со ракометот, посебно со девојчињата? Не сум јас стручна и компетентна да го кажам тоа. Не мислам затоа што навистина има многу родители ги носат своите деца тука, ние често снимаме успеси од било кој спорт, нели, не само ракомет, кошарка, фудбал, не знам, одбојка. Да. И некако имам чувство дека не се вложува и не се инвестира во тие деца. Тоа се млади деца кои што се борат да ја представат државата надвор. Да, така е. Жално е што ете така нема некоја посебна, не знам како да кажам, посебен резултат од тоа, затоа што инвестицијата не се случува, не сакаат да инвестираат.
Не знам, како и да е, жално е затоа што нашите добри играчи одат на страна од државата, затоа што овде не можат да го постигнат, нели, тој успех. Да. Нашите, битно е дека овие девојчиња се млади и се перспективни и се надевам ќе ги зачуваме овде да останат во Македонија. Така што има добри резултати исто на прварите што се со репрезентација. И се надевам ќе имаат добар успех и со клубот. Супер, да, многу ми е драго затоа што тоа се инвестиции и за родителите и за децата, тоа се жртви. Ти да бидеш спортист денеска, нели почнеш од млади нозе и тоа е макотрапна работа. Значи имаш по 2-3 тренинзи дневно, не знам, значи имаш режим, имаш одстапување од многу работи кои што нели не можеш да си дозволиш се нешто како за млад човек. Да кажем, и навистина е трагично и жално, затоа зборам за сите кои што се бават со спорта, некако како да тапкаат во место и не можат да го достигнат успехот во кој што веруваат дека можат да го достигнат. Да, баш така, жалосно. Добро, одиме со фотографиите од Надица Реше, доколку се подготвени да видиме што ни испрати таа. Почнуваме со игли. Да, тоа е, овде бев на курс, овој курс ми го платија, се сеќавам, од Олимписки комитет. Сака да ми помогнат. Овој курс беше за спортска акупунктура, која што исто така беше во Софија. Ова беше на почетокот, скроз пред да почнам јас со мој самоиницијативна специализацијата за акупунктура. Така што овде ми се случи некоја настинка за време на курсот и тука беше професорот кој што рече сега јас сум брзо ќе те средам. И стварно беше така. Да. Имав и на синусите и на увото кај што има точки за подобрување на општата состојба. А овде исто е многу интересен момент, ова сум јас. Што имаш тука сега? Ова на специализација, каде што ме боцка за подобрување на имунитетот. Има неколку точки за намалување на секретите од носот и од грлото, каде што, нели, кога ти намален имунитетот се кивање, кашвање и такви некои ствари, лесно да паќаат вируси. Овде ми беа точките за подобрување на имунитетот, за кревање. Тие се многу силни точки. Се сеќавам, професорката ни кажуваше, кој ќе ви дојде пациент, ако не знаете што да му правите, буцнете го над стомакот. Не може да сгрешите. Значи за се нешто треба подобрување на имунитет. Прво буцнете го на стомакот века, па после ако не знаете што да правите, идете дома читајте. Битна игла да има таму. Да. Овде е повреда која што се случи за време на тренинг, исто со девојчињата од Джерга Атлетик. Имаше, кога што се сеќавам, девојката од операција на колено и после имаше удар колено со колено и за време на тренинг се случи таа повреда. Во моментот отече и имаше сериозна болка со ограничување на движењето. Јас си ставив кинезитейп за намалување на отокот и иглички исто така за намалување на болката. Браво. Следна да видиме дали има нешто иглички, да. Да, овде се истретирани точки. Ова е на грбот, така, на рабетот. Јас сум за таму, за ова. Овде се истретирани точки на каналот на мочниот меур. Каде што се подобрува исто и локално на регијата на торакалниот дел, ова мислам лумбален со торакален, да. Се подобрува функционалноста на паравертебралните мускули и се подобрува циркулацијата и движењето, нели, одограничено се поопушта, да кажам. Добро. Ова е акупунктура со струја, да, електроакупунктура се вика. Ова сум го пробала, Цеци. Да. Да, се сеќавам кога дојде дека ти беше здравлеле што ќе ми прави струјата. Да, 100 пати прашав. Ја дека да седнам таму е прво психотерапија пројот. Да. Непознато ние мора да си прашаме. Интересна техника е затоа што стимулацијата е на повисоко ниво, без оглед што се само игличките ставени, се ставаат и штипчиња кои што се поврзани со струја, каде што таа струја дополнително става стимулација на одредените точки, тоа најчесто го користам за хронични состојби. Добро.
Еве нешто приватно. Да. Овде вежбам. Јас вежбам цел живот. Ракоме тренирав до мои 24 години, потоа си продолжив со исто така со тренизи. 3 години вежбав пилатес, сега си вежбам теретана, така што тоа ми е дел од моето секојдневие лајфстайл. Супер, браво. Браво, да ги охрабриме сите да почнат да вежбаат малце повеќе. Да. Ова ми е Тоби. Кога имам така сериозно напорен ден, кога се вратам дома, он ми е лек на душата. Мирот и спокојот. Колку години го имаш? 3 години. Тоби. Овде во Париз данес? Не, овде сум во Истанбул, со другарка бевме за 8 март, остваде си одиме, така секоја година си се... Да. Супер, добро. Мислам дека има уште неколку фотографии. Да, ова е во Пратер, во Виена, на Луна паркот. Да, сакам да патувам, сакам да запознавам нови култури, нови градови, автентични, интересни, кои што треба да се посетат. Супер, и мислам дека имам уште една последна фотографија. Да, исто со Тоби. Гледам секој свободен момент да го прошетам, да го извадам од дома, затоа што генерално е сам и сакам малце да се... Каква раса е ова? Бишон Фрайс. Супер. Да. Да, добро. Ова беа фотографиите кои што ни ги прати. Ти благодарам, Наде. Сакам да те прашам, кажи ми, зашто најчесто повозрасните или помладите доаѓаат кај тебе? Па доаѓаат помладите, генерално доаѓаат кои што се долго време на компјутер, како што напоменав, имаат лошо држење на телото. Мислам, вака уште од врата кој ќе влезат, одма можам да приметам дека им правам еден скен кај што можам да приметам како им е држењето на телото и што најчесто предизвикува болки и ограничено движење. А од постарите најчесто тие дегенеративни промени, како што се спондилоза, дискус хернија, остеопатија, исто знаат и да дојдат например, кога имаат бремени жени или постпораѓај, кога ќе дојдат со тие, како се викаше, спинални овие што се анестезија. Да, таа знае да направи сериозни проблеми во арбитниот столб, со тие последици знае да траат доколку не се третираат навремено, знаат доста поголеми болки кои што подолго време не треба да ги санираме, така што има еден куп различни состојби, доаѓаат секако вид на луѓе и постари генерации, и помлади, сакам да ги охрабрам да пробаат, да. Има работа. Јас сакам да споделиме барем една успешна приказна за некоја состојба која што целосно се излекувала. Па имало многу. Драго ми е. Еве барем една. Ајде, не знам чека се не се сеќавам. Имав доста кога работев во фитнес центар, каде што имав супер соработка со тренерите, каде што ќе се случи некоја повреда и не толку сериозна, но и сериозни за време на вежбање. Тоа најчесто се случува кога не се доволно загреани или кога не се психички присутни за време на тренинг. Знаат да се случат болки, да, и во истиот момент, да, сега се сетив во моментов, се случи да дечко правеше дедлифт и како што е крел шипката со сериозна килажа, наеднаш се укочил и само ја пуштил шипката и престанал да се мрда, да. И во тој момент јас работев, влегува колега ми вика, таму брзо, ако можеш одма да излезеш, и влегувам во фитнес и го гледам типот вака застанат и дури не трепка од болка, значи онака фацата смената скроз. А во моментот земав иглички, одма го избоцкав, почна вака да мрда, му беше полесно, му се намали болката на некој начин, но после тоа третиравме долго време, затоа што од самото незагревање, да, се случи вклештен нерв, кое што не требаше долго време, исто со... Тоа е болката, да, и со киропрактика, и со... комбинација од повеќе третмани. Да, правевме долго време, за да се стварно се врати состојбата нормална, за он да продолжи да си вежба и да му се намали болката. Да, и така. Мене ме заболе сега кога кажа, вклештен нерв. Добро, и за киропрактика не зборевме. Да, за киропрактика е третман кој што е со мануелно движење се работи. Најчесто што се случуваат блокадите на меѓупршлени или меѓу зглобови, тие блокади се случуваат од преоптовареност или од помалку движеност без физичка активност. Тогаш се случува
многу голема болка, воспаление и кога правиме киропрактика, знаат тие болкати да се одблокираат, да дојде циркулација до сите ткива и за да може да се хранат ткивата, да се подобри движењето, имаме добар резултат исто така и од киропрактика. Супер, Бојанче, нели си имала проблеми некогаш вака како На што киропрактика сум била. Навистина и какво ти Тоа не е попознато. Да. Па улеснително беше многу. Така ослободувачки. Да. Треба да одиме. Треба поредно да се Да. Од студио не се мрна. Само работиме ние. Да, Бојанче, сакам да те прашам што е следно сега. Мислам, знам дека се уште сте актуелни, нели, со спотот и со песната, меѓутоа ова е една баш убава, може и да кажеме, еве одскочна даска за тебе, затоа што навистина огромен успех. Што планираш после тоа? Па би сакала јас до крајот на годината да извадам уште една песна. Браво. Не знам тоа дали ќе се оствари и од финансиски аспект, нели, и временски исто така дали ќе постигнам. Меѓутоа тоа ми е желба и би сакала уште повеќе соработки. Можеби некој женски дует. Тоа секогаш се нагласува, нели, дека женски дуети нема, па еве. Може би со Тамара Стојковска, вака прва ми доаѓа. Како интересна спојка. Не кажувај. Или со Лара? Па нешто зборнавме ќе видиме, добро, јас тоа не знам, него така ми доаѓа како нешто слично што создава. На времето, да. Со Лара се познаваме од помалецки, да, бидејќи она, нели, порано одеше на балет, да. Ќе видиме што ќе испадне. Не споменавме само каде настапуваш. За жал, во живо настапи се уште немам свирки, не одржувам, да. Меѓутоа, еве на некои одредени настани, настапував на Карпошово лето, настапував во МКЦ на концертот и сега со Дупер на концертите, па ќе видиме што ќе донесе времето. Сега со Дупер наверувале или не, како беше? Ќе се појави. Да, ама мислам дека навистина ќе имаш феноменална кариера со оглед на талентите кои што ги поседуваш, некако преубава енергија имаш, многу се мила, сладка, отворена. Јас ти посакувам навистина се најдобро, многу спотови, многу концерти. Концерт да си имаш свој концерт, зошто да не еден ден. Албуми да имаш, соработки како што кажа, навистина ти посакувам се најдобро. Верувам дека допрва доаѓа моето време и дека квалитетите и трудот што го поседувам, што го нели вложувам во работа ќе се оствари. Браво, многу ми се допаѓа тоа. 4 е подготвена. Си изманифестирало детево од мало што сака да биде, манифестира си сега. Благодарам многу. Ете така, чекај, јас тука ми се распадна микрофоните. Фала многу за гостувањето и мене ми беше премногу пријатно со ваква женска понеделничка убава енергија.